Што се однесува до меѓународните, учествувате на Биенале во Венеција? Да, значи оваа година сме повторно присутни на Венециското биенале, овој пат за Венециското биенале на архитектура. Тоа ќе се одржи некаде во мај месец, подготовките се веќе во тек и се надевам дека секи помине во најдобар ред. Ме интересира, бидејќи во срцето на чаршијата има уште еден импозантен објект, тоа е Чифт Амам. Што се ќе може да погледне публиката и какви изложби подготвува? Во првата половина од годината имаме неколку настани, програмските настани опфаќаат изложба аквизиции период 2015-2025. Ќе имаат можност да го видат и делото на Славица Јанашлиева со која беше представена на Венециското ликовно биенале минатата година. А во август месец е планирана ретроспективната изложба на Жанета Вангели. Во Мала Станица? Во Мала Станица имаме неколку самостојни проекти на Борис Шемов, Верица Ковачевска, на Ангел Коруновски и една меѓународна изложба со авторки од Македонија, Србија, Грција и Кипар. Одлично, што се однесува исто ваш објект е куќата на Личиновски? Да. Куќата на Личиновски веќе традиционално продолжуваме со работа на конзервација на материјалите од легатот на Лазар Личиновски. Веќе во четврта фаза од конзервација се сликите од легатот на Лазар Личиновски, трета фаза од конзервација на етнолошкиот материјал на Лазар Личиновски, подготовки за изработка на конзерваторски проекти на библиотечниот материјал и архивскиот материјал. За самата куќа, за реставрацијата и санацијата е надложен конзерваторскиот центар Скопје и колку што знам тие се веќе исто така во подготовка со активности. Имате програмски, меѓутоа и вонпрограмски содржини, имате доста и едукативни работилници. Да, едукативната програма е исто така составен дел од работата на Националната галерија, значи нашата желба и цел да создадеме публика која со љубов и со знаење ќе влегува во нашите објекти и ќе се запознае со ликовната уметност, не тера да организираме бројни едукативни работилници. Во рамките на тоа е предвидена изложба на основни училишта, но работиме и со категории како деца со аутизам, социјална инклузија на деца со ограничени ментални, како се викаше тоа, посебни. Да, но исто така имаме и проекти кои предвидуваат работа со деца со проблеми со аутизам и деца со посебни потреби за социјална инклузија. На вистина богата програма, можам да кажам дека верувам дека и објектите барем во чаршијата ви се во добра кондиција, потребна е? Објектите бараат во континуитет одржување и санација, значи имаме некои тековни, да речам, проблеми и потреби. Со оглед на тоа дека во објектите Даутпаш и Намам и Чифт Амам се јавуваат проблеми со влага, се јави потреба за адаптација на еден дел од просторот во Мала Станица во депо. И тоа е активност која планираме во првиот дел од годината да ја направиме, каде би се сместиле дел од колекцијата од Националната галерија, која ги вклучува делата од легатот на Лазар Личиновски и југословенската збирка. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас.